Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Генералниот комитет, заедно со сите наши македонски организации овде во Ньюкастел, со голема гордост ве известува по повод долгогодишното решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање во нашата православна црква Света Богородица овде во Бродмедо, Ньюкастел, во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедо владика Тимотеј во месец септември и тоа на 13 септември во петок, во заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски во 5:30 сатот вечерта. За повеќе информации околу припремањето на денот со владиката ќе слушниме нешто од преседателот Саше Стојчевски и свештеникот Пецо Петровски. Според се тоа ве покануваме сите верници да бидете присутни масовно за ова голема духовна служба, што не се случило во последните 25 години во нашиот град Ньюкастел. Повеќе околу пречекот на владиката Тимотеј да слушниме од преседателот Саше Стојчевски и свештеникот Пецо Петровски. Dear fellow Macedonian community of Newcastle and the Hunter region, on behalf of our General Committee of our Macedonian community here in Newcastle, together with our Father Peter Petrovski of our Macedonian Orthodox Church here at St Mary, Broadmeadow, Newcastle, we invite you to attend a special service on the 13th of September commencing at 6 p.m. in commemoration of our 50th year anniversary since the first stone was laid here in our Orthodox Church and our Cultural Centre. A special guest in attendance on this occasion will be Bishop Timoteј, who will be visiting from Macedonia on behalf of the Macedonian Orthodox Church, Ohridska Archbishopric, and will preside over the service. At the conclusion of our special service on Friday the 13th, we'll be also hosting a special dinner together with our Honourable Bishop Timoteј, and our whole community is welcome to attend. We thank you very much and look forward to seeing you all there. Се известуваат македонски православни верници од Ньюкастел и околината дека на 13 септембар 2019 година во канонска визитација на нашата македонска православна црква Успение на Пресвета Богородица доаѓа неговото високо пресвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски
господинот Тимотеј. И во таа прилика сте поканети сите да присуствуваме на ова заедничка богослужба која ќе се одржи некаде околу 6 часот. Меѓутоа вашето присуство секако треба нашето присуство секако треба да биде многу порано, за да го пречекаме доаѓањето на неговото високо пресвещенство. Потоа, после самата служба, ќе отидеме во црковниот хол, каде е припремена заедничка трпеза на љубовта со постна храна, на која ќе присуствува и ќе благослови самата вечера, ќе благослови неговото високо пресвещенство. И во таа прилика да бидеме навистина дел од овој голем настан и да покажеме навистина едно единство меѓу македонскиот православен народ во Њукастел. Ви благодарам. Како што рековме, значи сите присутни за ова служба Гледате делници. во петок 13 септември да бидеме малце порано, околу 5:30 сатот, пред да почне службата во 6 сатот. А сега да проследиме нешто за концертот што ќе доаѓа овде во Њукастел на 4 октомври во петок во нашиот град Њукастел со Јордан Митев и Благица Павловска. Да слушнеме нешто повеќе околу тоа. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев и жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Њукастел, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристо Веловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска, 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Њукастел, ве чекаме. А сега да продолжиме со следните соопштенија од Њукастел и околината. Нашиот фудбалски клуб Њукастел Санс од Њукастел организираат презентацион ноќ забава по повод крајот на сезоната и тоа во сабота на 14 септември во нашиот град Њукастел во Македонскиот културен центар во Бродмедо со почеток во 6 часот вечерта. Ќе свири најдобрата музичка група од Сидне Деспина со најпопуларниот кларинетиста Илија Ампевски и вокалистот Туше Благојче Стојановски. Цената за ова вечер е $25 за возрастни од 16 години постари, а испод 16 години влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Тони Веловски на 0408 69 3817. Исто може да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. За ова многу богата вечер со нашиот македонски фудбалски клуб Њукастел Санс.
Соопштение за сите родители на деца од 5 години постари. Може да ги донесите вашите деца во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок од 4:30 сатот после пладне. Имаме околу 30 дечина регистрирано досега. Имаме наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува и чита македонски. Значи сите сте добродојдени без разлика на годините. Исто може да ги регистрирате и запишите вашите деца од 5 години постари за наредната година, за да можеме да си одобриме паричен фонд од државата. Исто така да најавиме дека може да ги донесите вашите деца од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на кореографот Добре Колевски, секој петок од 6 до 8 сатот на вечер. Како што знаете, сите нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како свадби, свршувачки крштевки и родендени. Може да се јавите за повеќе информации кај Саша Стојчевски на 0408 490148. Исто и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Да најавиме уште еднаш, почитувани слушатели, како што најавиме претходно за прославата на 14 септември за нашиот македонски фудбалски клуб Newcastle Suns. Може да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 во секое време. А за карти за ова вечер и за Јордан Митев и Благица Павловска секој петок во нашиот Македонски културен центар од 6 до 8 сатот на вечер, да си обезбедите маса и да си земите карти. Сега нешто да проследиме од вестите. Додека Заев го бришеше и од шахтите, македонците среде Грција го развиваа знамето на 16-то краткото сонце од Кутлеш. Додека актуелната власт во Македонија ја обезличува македонската нација, стругајќи го 16 скратното сонце од Кутлеш, дури од канализацијските шахти среде Скопје, македонците во Грција го покажаа својот патриотизам на фестивалот насловен како Карасиотика, кој се одржувал 3 дена во селото Керасија во Пела минатата недела, а бил организиран од културната асоциација Аристотелис. Се веело македонското знаме со сонцето од Кутлеш и се пееле македонски песни и играле македонски ора. Од протемата вела дека ова е еден од настаните со кој жителите од овие краишта сакат да покажат дека се македонци во Северна Грција, кои се угнетени од властите на ова земја. Погледнете го видеото подолу како се виело орото, пееле македонски песни и гордо веело аловното знаме со 16 кратотно сонце од Кутлеш, среде Грција, патриотски чин кој грчките медиуми го окарактеризирале како националистички. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка. На нашето многу сакано синче Лука Кантаровски со наискрени желби и честитки, од се срце му ја честитаме Крштевката, воедно му честитаме и првиот роден ден. Исто така му посакуваме честито име, благослов од Бога, како и добро здравје во дечките години. На нумкоите Лук и Дијана со фамилијата, децата Софија и Стефан, честито кумството и на сите гости, весело расположение. Искрените од се срце желби се посакани од таткото Роберт и мајката Лиса Кантаровски. Сонце огреа, денот се разбудува, среќен
ste veseli, srećni nasmejani, polna mi je duša od radost golema. Ajde kumo krštevaj, srećno i ja i Lija. Site da mi dojdete, krštev kada pravime, radost da spodelime, da se napijeme. Ajde race krenete, deneska je goleme, tatko ja su najsreće, ajde da zapeme. Site da mi dojdete, krštev kada pravime, radost da spodelime, da se napijeme. Ajde race krenete, deneska je goleme, tatko ja su najsreće, ajde da zapeme. Со песната Нумкото е главен гост. На нашето кршениче Лука Кантаровски му ја честитаме кршевката, честито име, исто и благослов од Бога да прими да има вечни години со сите најблиски. Исто среќен и многу весел првиот роден ден. На родителите Роберт и Лиса Кантаровски, како и на дедовците и бабите од двете страни, честито убавата веселба. Овие убави честитки се посакани од нумкоите Нумка и тета Диана, нумкото и тетин Лук, со децата Софија и Стефан Мастронадри. Со истата народна песна, среќна кршевка, честито име, среќа и љубов во срце, да му грее и вечно да живее нашето мило и многу сакано внуче Лука, исто и среќен првиот роден ден, со многу здравје и безгрижно детство. Овие желби се посакани од дедо Видан и баба Лена Кантаровски. На родителите Роберт и Лиса, како и на нумкоите Диана и Лук со децата и на сите гости весело расположение. Дедовци и бабите весело се збрале, за внучето нивно мило име што му дале. Дедовци и бабите весело се збрале, за внучето нивно мило име што му дале. Нукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на кршевка нова. Нукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на кршевка нова. Мајката и таткото ангелче си имат, Господ ти е направија сите да го видат. Мајката и таткото ангелче си имат, Господ ти е направија сите да го видат. Нукото е главен гост на веселба ова, до година пак да дојде на кршевка нова. Нукото е главен гост
gost na veselba ova. До година пак да дойде на кръстата нова. Кръстевка е денес, името се слави, да се врати, мили гости, и на ваши глави. Кръстевка е денес, името се слави, да се врати, мили гости, и на ваши глави. Внукото е главен гост на веселба ова. До година пак да дойде на кръстевка нова. Внукото е главен гост на веселба ова. До година пак да дойде на кръстевка нова. До година пак да дойде на кръстевка нова. Со песната Крштевка. На нашето поштовано внуче Лука Кантаровски му ја честитаме крштевката и среќен првиот роден ден. Воедно му пожелуваме добро здравје, голема среќа и весели долги дечки години со сите негови сакани и блиски. Овие се честитки испратени од баба Веса, дедо Лупчо и тетките Лили и Александра од Сидне. Со истата народна песна дедо Мише со децата стрикото Джоджи и тета Джени Кантаровски испраќа честитки по повод кршевката на саканото внуче Лука Кантаровски, исто и честито и среќен првиот роден ден. На родителите, бабите, дедовците, честито веселбата, како и на нумкоите честито убавото кумство. Široki poti, vorani vodi, oro i pesna neka se ori. Vesela poljka, krštevka pravi, sreće nedeljno mene se slavi. Vesela poljka, krštevka pravi, sreće nedeljno mene se slavi. Krštevka naša čestita daje i kaj što nema vrateno daje. Nučena dedo, milona baba, čedo na tate, radosna mama. Nučena dedo, milona baba, čedo na tate, radosna mama. Čujte! I Počujte! Radio Vama. Do majki naren, mnogo je palen, od srce čestika neki gosti. Rakija stara, meze što vara, crveno vino, prasence vino. Rakija stara, meze što vara, crveno vino, prasence vino. Se smeje u glavo moje, neka se znaje, neka se čuje. Podiga čaša, pije soneta, svega da
godera. Odiga čaša, pije somena, сега да пати пома годера. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Моја кралице, на саканиот син Джошуа му го честитаме 21-иот роден ден, исто му посакуваме здравје, среќа и весело во младоста, заедно со сите негови блиски и сакани. Овие се убави желби посакани од мајката Светлана, со Мак и братот Ник, со Рена и малата Изабела. Со истата народна песна на нашиот многу сакан и пошtovан внук Джошуа. Со наискрени желби и честитки од се срце му го честитаме 21-иот роден ден, воедно му посакуваме добро здравје, голема среќа и успех во работата. Овие се искрени желби посакани од дедо Томе и баба Лена Велјановски. Ogan ti me pališ, koga gdje si kraj mene. Ne znam zlato da li znaješ, duša davam za tebe. Kako voda ti me gasiš, koga gorak pusti me. Ne znam zlato da li znaješ, nema život bez tebe. Moja kraljice, ubavice, za mene si, mene na srce, gdje te čuvam ja. Samo za mene i zajedno da ostavi me. Moja kraljice, ubavice, za mene si, mene na srce, gdje te čuvam ja. Samo za mene i zajedno da ostavi me. Može za mene ke kažat, neka su me rahlija, neka ne možam da sakam, jedna žena do veka. Nemoj zlato da te lažat, imam srce planina, kako skrojen su za tebe, čista duša balkanska. Moja kraljice, ubavice, za mene si, mene na srce, gdje te čuvam ja. Samo za mene i zajedno da ostavi me. Moja kraljice, ubavice, za mene si, mene na srce, gdje te čuvam ja. Samo za mene i zajedno da ostavi me.
Со песната Ако е љубов, дојди. На поштованиот внук и братуџе Џошуа му го честитаме 21-иот роден ден, исто многу здравие, голема среќа и успех во животот понатаму. Овие се убави честитки посакани од вујкото Стивен, вујната Тања и брачедите Скај, Фајт и Илај Велјановски. Со истата народна песна, со најубави желби и честитки му честитаме 21-иот роден ден на нашиот сакан и поштован внук и братуџе Џошуа. Исто и му посакуваме успех и весело во иднина заедно со сите негови блиски и сакани. Убавите честитки се од вујкото Крис, вујната Кристина и саканите братуџеди Оливија и Доминик Велјановски.
makneš na usni, pokaži mi, neka me sakaš. Som makneš na usni, pokaži mi, neka me sakaš. Со песната Среќен роден ден. На нашето многу сакано синче и братче Илај Велјановски му честитаме 12-тиот роден ден и многу среќно и весело детство со неговите најмили. Убавите честитки од се срце ги посакуваат тато Стивен, мама Тања и неговите сакани Скај и Фајд, сите Велјановски. На нашето сакано и поштовано внуче Илај Велјановски со наискрени желби и честитки му честитаме 12-тиот роден ден, воедно му посакуваме здравие, среќа и весело детство во придужба на сите негови мили и сакани. Овие убави од се срце желби се посакани од дедо Томе и баба Лена Велјановски. Среќен и многу радосен 12-тиот роден ден на милото внуче Илај Велјановски му честитаат Чичо Крис, Нина Христина и братучедите Оливија и Доменик Велјановски. Со истата народна песна, со најубави желби и честитки му честитаме 12-тиот роден ден. Исто така му посакуваме добро здравје и безгрижно детство на внукот Илај Велјановски. Овие се честитки посакани од тета Светлана со Мак, прачедите Ники со Ренај и внуката Изабела, како и брачедо Джошуа. Čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavi me do 3. Danas mi je roden den, ajde društvo so mene, ke čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavi me do 3. Ale le, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Ale le, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ajde ovoj roden den, da mi bide poseben, ke čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ale le, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Ale le, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Hej, srećen roden den!
да проследиме уште една желба. Со песната "Само тебе јас те сакам", на поштованиот сопруг, татко, син и брат Зоран Митревски, со наискрени желби и честитки му честитаме 51-виот роден ден. Исто му посакуваме да има добро здравје, голема среќа и успех во животот заедно со сите негови блиски, сакани и најмили. Овие желби се испратени од сопругата Валентина, синот Дајвет, ќерката Ерен, како и таткото Кире, мајката Совка, братот Робет и сестрата Гордана со децата. Еве сега кажувам, мила моја признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Денот штом те запознам, тогаш веќе знаев јас, дека топол дом некаде чека мила и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму около мојво срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Добро знаеме какви бури минавме, но и покрај се до сега од нас не откажавме. Сега цврсто бушниме, поглед ни во очиве, дека заедно ќе бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму около мојво срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму около мојво срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Таму мила остани. А сега, почитувани слушатели, да проследиме неколку од соопштенијата.
Генералниот комитет, заедно со сите наши македонски организации овде во Њукасел, со голема гордост ве известува по повод долгогодишното решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање на нашата православна црква Света Богородица овде во Бротмедо, Њукасел, во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедо владика Тимотеј на ден петок 13 септември во заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски во 5:30 сатот на вечер. Значи сите да бидеме присутни околу 5:30 сатот после ручек. Службата почнува во 6 часот. Според сето ова се поканувате сите верници да бидете присутни масовно за ова голема духовна служба, што не се случило во последните 25 години во нашиот град Њукастел. Повеќе околу тоа, тој пречек на владиката Тимотеј да слушниме од председателот Саша Стојчевски и свештеникот Пецо Петровски. Dear fellow Macedonian community of Newcastle and the Hunter region, on behalf of our General Committee of our Macedonian community here in Newcastle, together with our father Peter Petrovski of our Macedonian Orthodox Church here at St Mary, Broadmeadow, Newcastle, we invite you to attend a special service on the 13th of September, commencing at 6 p.m. in commemoration of our 50th year anniversary since the first stone was laid here in our Orthodox Church and our Cultural Centre. A special guest in attendance on this occasion will be Bishop Timoteј, who will be visiting from Macedonia on behalf of the Macedonian Orthodox Church, Ohridska Archbishopric, and will preside over the service. At the conclusion of our special service on Friday the 13th, we'll be also hosting a special dinner together with our Honourable Bishop Timoteј, and our whole community is welcome to attend. We thank you very much and look forward to seeing you all there. Се известуваат македонски православни верници од Њукастел и околината дека на 13 септембар 2019 година во канонска визитација на нашата македонска православна црква Успение на Пресвета Богородица доаѓа неговото високо пресвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господинот Тимотеј. И во таа прилика сте поканети сите да присуствуваме на ова заедничка богослужба која ќе се одржи некаде околу 6 часот. Меѓутоа вашето присуство секако треба нашето присуство секако треба да биде многу порано, за да го пречекаме доаѓањето на неговото високо пресвештенство. Потоа, после самата служба, ќе отидеме во црковниот хол, каде е припремена заедничка трпеза на љубовта со постна храна, на која ќе присуствува и ќе благослови самата вечера, ќе благослови неговото високо пресвештенство. И во таа прилика да бидеме навистина дел од овој голем настан и да покажеме навистина едно единство меѓу македонскиот православен народ во Њукастел. Ви благодарам. Уште неколку соопштенија да проследиме. Нашиот фудбалски клуб Њукастел Санс од Њукастел организира Presentation Night, забава по повод крајот на сезоната, и тоа во сабота 14 септември во нашиот Македонски културен центар во Бротмедо, со почеток во 6 часот вечерта. Ќе свири најдобрата музичка група од Сиднеј, Деспина, со најпопуларниот кларинетиста Илија Ампески, со вокалистот Туше Благојче Стојановски. Цената за ова вечера е $25 за возрастни од 16 години постари. Испод 16 години влегуваат бесплатно. За карти јавете се кај Тони Веловски на 0408
693817. Исто може да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 за ова многу богата вечер за нашиот фудбалски клуб Newcastle Suns. Како што најавиме за прославата за ова вечер на 14 септември може да се јавите кај мене за карти и секој петок од 6 до 8 сатот во Македонскиот културен центар во Бротмедо. Исто така за Јордан Мите може да си земите карти во истото време секој петок од 6 до 8 на вечер. Да проследиме нешто и од вестите. Мицковски, случајот против Димовски и Митевски го води обвинител сестра на функционерот на СДСМ. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во своето гостување во емисијата отворено на Алфа рече дека СДСМ се свесни дека ја губат довербата кај граѓаните и единствениот начин е како на теоретски начин тие си го замислуваат е да вршат притисок врз политичките неистомисленици во опозицијата во овој случај. Видовме и вие видовте дека монтира случај онаму каде што немаа случај, односно член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Димитар Димовски и член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, односно председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во аеродром Дејан Митевски се приведени. Обвинението е покренато на обвинител кој што е сестра на поранешниот, а може и сегашен функционер на СДСМ. Порано знам дека беше председател на младината на СДСМ или од СДСМ, како што тие ја нарекуваат, и од искуство кое што дента се случувало во судот. Сваќам со колкава жестина практично сака да отакуваат врз ВМРО ДПМН и да ја угушат различноста, истата мисла, практично слободната мисла во Република Македонија, истакна председателот Мицковски. Тој посочи дека Димитар и Дејан се приведени затоа што во документот кој што е изработен се подписници неколкумина и по функција тие се подпишале бидејќи едниот бил раководител на сектор, другиот раководител на одделение. Димитар и Дејан не учествувале ниту 1 милиметар од постапката која што е комплетно законска во една фер и транспарентна постапка. Ќе се докаже тоа, но штетата која што е прави врз овие двајца, врз останатите кои се дел од овој монтиран случај, ќе биде моментално дадена председателот на ВМРО ДПМН. Нешто и за здравјето. Кралот на диетите, сок од 3 моќни намирници пред кои килограмите се топат. Губењето на килограм е процес во кој треба да се обврне внимание на голем број фактори, освен физичката активност и контролираната диета, која никако не вклучува гладување. Во овој процес може да помогнат и мали нутриционски трикови. Еден од нив е сокот од 3 моќни состојки кој ефикасно го намалува чувството на глад, го забрзува метаболизмот, обезбедува енергија и му помага на телото да ги исфрли вишокот маснотии. Пијалокот од јаболков оцет и медот е стар сојузник во губењето на килограмите, а сега му се придржува и грајпфрутот, кој меѓу другото го стабилизира нивото на шеќерот во крвта и ефикасно ги разложува мастите. Состојки: 1 чаша сок од свеж грајпфрут, 2 лажици јаболков оцет и 1 лажица мед. Подготовка: измешајте се добро додека состојките целосно не се поврзат. Второ, сокот пиете го пред сите 3 големи оброци, доручек, ручек и вечера. И трето, постапката повторете ја секој ден, 7 дена поред. Потоа направете пауза од 1 недела и повторете ја постапката. И четврто, ако не ја поднесувате горчината на грајпфрут, секој втор ден заменете го со сок од свеж портокал. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната